Во државава се одвиваат подготовки за започнување кампањата на изборите, што секако ќе биде нешто со што ќе се занимаваме во наредните 3 до 4 недели. И добро е што се смали тој период на само неколку недели, инаку кај нас обично тие работи траат со месеци. Додуши и ова формално ќе биде само неколку недели, бидејќи и така трае со месеци. Јас во студиото овдека пред 10 дена го имав господинот Дарко Алексов, кој што е председател, односно предводник, раководител на една од двете поголеми организации кои се занимаваат со мониторинг на изборите, МОСТ. И тогаш се уште разговаравме за тоа дека избори може би ќе има, може би ќе нема, кои се условите и така натаму. Сега изборите се закажени и му се јавувам на Дарко Алексов. Добро утро, Дарко. Добро утро, Сашо. Му се јавувам на Дарко Алексов за да го прашам сега веќе кога се е распишано, утврдено и така натаму, кој е неговиот коментар, Дарко, кој е твојот коментар во врска со ова што не очекува како една изборна вежба за неколку недели? Прво, сите сме преокупирани со здравствените аспекти на самата изборна процедура. Мислиш ли дека тие аспекти ќе бидат истретирани на начин да не доведат во опасност никаква, да кажем, здравствени аспекти на оние кои што ќе гласат, па и оние кои што ќе учествуваат од страна на организаторите на изборите? Неколку аспекти од овој здравствен момент треба да третираме. Јас би ги поделил на, да речам, неколку поенти. Првата е, да кажеме, заштитата на оние кои што ќе го спроведуваат процесот. Втората ќе биде заштитата на оние кои што ќе гласаат. Зборам сега за изборниот ден. Третата е во рамките на кампањата на директните учесници, тоа се политичките партии, граѓаните како реципиенти на нивните пораки кои што се секогаш скоро дел од кампањата, меѓутоа тука би ги додал и оние кои што ја следат кампањата, тоа се наблюдувачите и исто така и медиумите. Значи, сите овие групи на учесници во изборниот процес, од еден аспект мораме да бидеме свесни дека се директно изложени и ќе бидат директно изложени. Од таа причина е од есенцијална важност во текот на целиот процес да се почитуваат мерките кои што ќе бидат предочени од страна на здравствените власти, преточени во процедури и протоколи од страна на Државната изборна комисија. Што значи тоа? Сведоци сме дека короната нема да замине, значи тоа е веќе апсолвирана работа, а сведоци сме исто така и дека избори се случуваат и во корона време. Тоа се, од нашето најблиско окружување Србија и Хрватска наскоро, имаше избори и ширум светот. Полска исто така ја очекуваат избори наскоро, значи ќе мора да научиме не само да живееме, туку најверојатно и да гласаме во време на корона. И од таа причина би започнал со првиот момент, а тоа е одговорноста на оние кои што ги поставуваат, да кажам, вредностите и стандардите во општеството. Тоа се несомнено медиумите кои што досега поприлично добро си ја вршат својата работа и се на некој начин и најголемите промотори на она што се вика почитување на мерките, затоа што нема и многу други канали преку кои што тоа може да се прави за да се стигне до граѓаните. Меѓутоа исто така има еден момент кој што е битен, а се однесува на тоа дека и самите политичари како најизложени во оваа политичка кампања, говорам од медиумски аспект, и оние кои што се дел од кампањата и ја водат кампањата, ќе мора многу
агресивно да ги промовираат мерките и да се однесуваат согласно мерките. Дарко, внимателно те слушам, се разбира ова се што го говориш на место, меѓутоа уште не започната кампањата, еве вчера видовме дека конкретно ќе кажам Мицкоски, мислам дека негде во Нова Лисич или каде одржал митинг, веројатно за прослава на денот на партијата, каде што повторно гледаме маса луѓе кои што се гушка, додуша повеќето со маски, меѓутоа некои не со маски и така натаму. Ќе имаат ли политичките партии, нивните кандидати, самите лидерства доволно воздржаност да се откажат од овој тип на митингашки, да кажем, собирања предизборни и такво терање на кампањата, бидејќи како да добро, може би и нормално на секој политичар му фари народот, нели, под наводници, граѓаните, но се ли тие доволно подготвени да предат на друг тип на платформи или сепак на крајот ќе попуштат и сепак на крајот ќе гледаме митинзи со звучници, со маса народ, со знамења, секако што треба во нормални здравствени времења? Па, видете, еден момент е многу битен да го сватиме сите. Тоа сме и ние гласачите и оние кои што го вараат нашиот глас. А тоа е дека ако нешто сериозно не се промени во делот на начинот на кој што ќе се спроведува кампањата, на крајот од денот може да се случи политичарите да нема кој да ги гласа, а тие кои што сакаат да искочат да гласаат, да не бидат во можност тоа да го сторат. Значи, имаме работа со многу сериозна болест и имаме работа со многу вирозна болест. Тоа доказ се и последните бројки од последниве 2 недели кои што ги сведочиме во Република Северна Македонија, меѓутоа и во регионот, па и пошироко. Значи, и на светско ниво бројките не се баш оптимистични. Дарко, какво е правото на припадниците на државната администрација кои ќе седат по изборните одбори и така натаму, да одбијат да учествуваат во тој процес? Па, тоа би било исклучително тешко. Според закон има точно пропишано значи, која е основата за нивно изземање и морам да кажам дека таа е поприлично ригорозна. Мораме да сватиме дека припадниците на изборната администрација, посебно оние кои што доваѓаат од редот на државната и јавна администрација, ова им е и според закон и според процедура една од обврските во рамките на нивните, да речам, работни задолженија. И обврски, и според закон. Да. Тоа значи дека ќе биде многу тешко некој согласно закон да одбие, односно да биде изземен. Значи не да одбие, не може да одбие согласно закон, туку треба да побара па да биде изземен, што значи само по себе тие кои што ќе ја спроведуваат процедурата на гласање на изборниот ден, едноставно ќе бидат дел од тој процес и ќе мора на начинот на кој што ќе биде пропишано да го спроведува. Со колку посматрачи ќе настапи мост на овие избори? Имате намалување на бројот заради овие околности или сте во повеќе или помалку редовен состав и на овие избори? Ајде да се вратиме малку на кодексот. Во последниве 3 години сведоци сме на малку по, ајде да кажеме, и релаксирана кампања, говорам за последните 3 гласања на кутија кои што ги организираше нашата држава, и со самото членство во НАТО и со самото датум за преговори со предпристапни преговори со Европската Унија, овие процеси полека од аспект на масовен мониторинг на избори и така натаму ќе почнат да се намалуваат по бројност и интензитет. Што значи тоа? Уште не знаејќи дека ќе имаме пандемија, уште од самиот старт Граѓанската асоциација Мост за овие избори дизајнираше некаде околу значи операција со околу 1000 наблюдувачи вкупно
а од тие 1000 наблюдувачи 700 ќе покријат избирачки места како статични во текот на изборниот ден, за разлика нели од оние 3500 масивни операции кои што сме ги правеле порано. Ќе имаме мобилни тимови и ќе имаме околу 30 наблюдувачи кои што во текот на кампањата ќе ги покријат сите општини во државата. Што значи дека од аспект на бројност, да, точно нашата мисија е намалена, меѓутоа методолошки и стандардизирано сме се уште согласно сите меѓународни стандарди за домашно граѓанско. Забележавте ли вие случаи на луѓе кои што можеби се пријавија па се откажа од мониторингот заради овие здравствени околности? Имате такви, да кажем, активисти или сепак не? Сега за сега не, напротив имаме видете, во овие 18 години Граѓанската асоциација Мост има регрутирано, обучено и распоредено повеќе од 40.000 луѓе како наблюдувачи на процесот, така да за овие избори до сега, значи во комуникација со нашите регионални координатори и наблюдувачи, немаме алармирано дека има проблем во делот на регрутирање и мобилизирање на наблюдувачите. Меѓутоа, повторно ќе кажам, во процес е таа работа. Можно и во некоја општина да имаме наблюдувачи кои што до сега биле со нас, а сега нема да сакаат да го наблюдуваат процесот. Меѓутоа, како што реков, тој базен од 40.000 наблюдувачи што до сега поминале низ нашите редови е сосема доволен да ја покрие оваа бројка од 700 и да бидеме сигурни дека ќе ги покриеме сите места што ги планираме. Дарко Алексов, се надевам дека ќе имате малку проблеми со наблюдувањата, бидејќи секогаш е тоа една голема операција и еден процес во кој што особено невладините организации бараат висока мобилизација, но вие колку години се занимавате со ова, Дарко? Па првите избори кои што ги наблюдувавме беа во 2002 година. Далечната сега. Добро, ќе прославите наскоро 20 годишнина. Дарко, благодарам за ова вклучување до изборите. Ќе се чуеме и ќе се видиме, предпоставам, барем уште неколку пати, бидејќи изборите ќе бидат главната тема за целиот месец јуни и јули и нема бегање од тоа. Така што ќе бидете на располагање како и секогаш. Благодарам беше за пријатното утринско кафе. Благодарам на Дарко Алексов од невладината организација Мост, која е една од најголемите мониторинг организации за спроведување на избори.